Владата очекува повисоките цени на горивата да влијаат на инфлацијата, но премиерот Мицкоски вели не очекуваат тоа влијание да биде големо. Ја следат состојбата со трошоците за живот, но засега нема потреба од други мерки. Состојбата будно се следи од Народната банка. Гувернерот Славески вели шокот од кризата на Блискиот Исток е поголем од оној во 2021 година, но лекциите се научени. Засега нема потреба од затегнување на монетарната политика. Основната каматна стапка останува 4%. Може да се очекува доколку ќе треба да плаќаме поскапа нафта за увозот на нафтата во иднина, тоа да се одрази на трговското салдо и на потребата од финансирање и преку девизните резерви, значи ќе има поголема побарувачка, но ве уверувам дека располагаме со солидно ниво од околу 5,5 милиарди евра девизни резерви, така што за сега сме тука безбедни. Славески вели имало мала конверзија на денарски депозити во странска валута во првата недела по конфликтот, но тоа веќе се нормализирало. Депозитите се стабилни, па дури и растат. Според гувернерот, предизвикот пред Народната банка и владата е да не дозволат инфлацијата да излезе надвор од контрола, но и да не се наштети на економијата со затегнување на монетарната политика. Од Меѓународниот монетарен фонд и Европската централна банка сугерираа владите да носат краткорочни таргетирани мерки главно за помош на граѓаните и превозниците. Според министерката за финансии, покрај предизвиците врз буџетот, токму тоа и се прави. Вели имавме среќа што пред време не ја подгреавме инфлацијата со притисокот за раст на минималната плата повеќе од законски утврденото. Може да се носат одлуки за зголемување на плата доколку постои консензус или договор помеѓу приватниот сектор, работодавачи и работници, но секако тоа на крајот ќе има одредени ефекти на инфлацијата. Затоа сакав да го споменам како клучно тука во оваа ситуација, бидејќи гувернерот беше на истиот став дека си има закон, треба да го почитуваме законот и имавме среќа во целата оваа ситуација со почитување на законот да не ја подгрееме пред време инфлацијата, која што навистина сега во периодот кој што следи ќе ни биде сериозен предизвик. Кочевска уверува буџетот е стабилен, се полни согласно предвиденото. Приходите до 19 март биле поголеми за 12,4%, а од нив од даноци се собрале за 14,5% повеќе отколку истиот период лани.